На социјалните мрежи во светот и регионот се повеќе случаи на врсничко насилство. За жал, вакви случаи има и кај нас. Но младите многу ретко или воопшто не се одлучуваат јавно да зборуваат за тоа. Тарик Мустафи е тинејџер, што туку стана полнолетен. Вели дека лично не доживеал врсничко насилство на социјалните мрежи, но има другар кој поминал низ овие проблеми. Нападите, навредите, како што вели тој, оставиле трага врз неговиот другар. Јас персонално не сум бил до сега жртва во cyberbullying, но знам мојот другар беше жртва кој примаше закани од социјални мрежи кои влија многу негативно кај него и врз неговото ментално здравје. Тој падна и во депресија, дури се плашеше да зборува со другите, да не биде осуден од околината. Дека врсничкото насилство преку социјалните мрежи е опасно, потврдуваат и социолозите. Според нив, младите кај нас воопшто не се свесни какви последици може да имаат овие постапки врз нивните врсници. Социјалната мрежа сама по себе за тие не е опасност дека некој нешто се случи, не, но кога ќе се соочат со некои реални моменти во животот е тоа што е таа опасност, би рекол, не, и тоа всушност тие го, како би рекол, го искусуваат, го доживуваат тоа негативно што го шират всушност на социјалната мрежа, не. И тоа е кога ќе го почувствуваат тој момент, мислам тоа е еден така би рекол воспитен методски дел, не, дека тоа што го прават на социјалната мрежа во тој интернет простор, не, на некој начин преминува во реалниот живот и што може да биде крајно негативно. Контролата врз содржините кои младите ги консумираат преку социјалните мрежи е клучна во спроведувањето на оваа појава. Ако родителот почувствува дека детето, мислам, прави нешто кое е надвор од тоа, дека нормално треба да му се укажува, не во таа смисла, и тоа може да на некој начин да влијае, иако децата се далеку повеќе би рекол некои родители понапред во тој поглед, не во користење на социјалните мрежи. Многу е поважно што гледаат, а не колку време поминуваат на интернет. Денеска е многу побитно не колку време, туку пред се како го поминуваат децата времето на интернет. Бидејќи вие можете 2 часа да поминете интернет, не учејќи некоја нова содржина како деца, играјќи некоја игра која што го развива, може би мозокот, може би телото и така натаму во различни сегменти, меѓутоа може само 5 минути едно дете да пројде на несоодветна содржина и има трауми кои што ќе треба стручно лице, психолог понатаму да ги третираат или пак да остаат траги за цел живот. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во последните 10 години бројот на случаи на врсничко насилство не само на социјалните мрежи, туку воопшто бележи тренд на намалување. Но ако ги споредиме бројките од април 2023 година со цела 2021 и 2020, може да се забележи дека за жал бројките се во пораст. Оттаму велат дека реагираат и постапуваат по секој пријавен случај. Од друга страна пак, пред известно време, Министерството за образование и наука отвори имейл адреса за пријавување на насилството во училиштата. До овој момент пристигнати биле 50 на пријави, од кои најголем дел се однесуваат на врсничко насилство, при што најчести пријавувачи се родители и старатели. Дел се за несоодветно однесување на наставници, а има и предлози за подигнување на безбедноста во училиштата. На иницијатива на министерот Шакири формирана е работна група во МОН, составена од психолози и социјални работници, која има соодветна улога и за секоја пријава ги повикува на разговор управата и стручната служба од соодветното училиште. Во одредени ситуации се повикувани и родителите на учениците, со цел да се добие попрецизна представа и правилно да се постапи. Најголем дел од пријавите на електронската адреса се од Скопје.